успеат ли младите да се изборат да се слушне нивниот глас во заедницата? Колку младите добиваат поддршка од државата или пак од заедницата? Како да ги задржиме во земјава? Учествуваат ли младите во носењето на одлуки или креирањето на одредени политики во државата и на локално ниво? Ова се дел од прашањата за кои ќе разговараме со Ѓорги Тасев, кој што е вечерашен наш и ваш гостин. Тасев, советник за млади и младински политики при владата, гостин во Визави. Тасев, добро вечер, добре дојдовте и благодарам што се озвавте на поканата. Добро вечер, благодарам за поканата и секогаш задоволство кога зборуваме за теми врзани со младите. Така. Вие сте советник за млади и младински политики, а на самиот старт реков да зачнеме, успеваат ли младите да се наметнат во заедницата, да се слушнат нивните потреби, да се слушне нивниот глас? Успеваат ли преку каналите кои што ги имаат во моментов да ги артикулираат своите барања пред институциите, со оглед дека сте вие и советник при владата? Така, изминатиот период, токму младите покажуваат и дефинитивно виднина ќе го имаат главниот збор кога ќе се зборува за правење на промени во рамки на еден општествен контекст и токму младите од Република Северна Македонија се гласноговорниците кои што ги прават промените во нашата држава. Владата изминатиот период, во претходните неколку години, еве сега и предводен од новиот премиер Ковачевски, покажува дека владата е посветена на младите, создава демократски амбиент да се слуша нивниот глас и според мене она што е најважно е сега дека зборуваме младите веќе не се само бројка, не се само статистика, туку тие се важен чинител во сите општествени процеси, затоа што ниту една политика на централно ниво не се носи без да се консултираат тие и не само да се консултираат во процеси на планирање на одредени политики, мерки, програми и активности, туку и активно да се вклучат и во имплементација на тие политики, но и во евалуација и мониторинг како тие политики се спроведуваат во реалноста и каков импакт имаат врз заедницата. Дефинитивно, според мене, она што е најважно е дека ја сменивме таа матрица, дека младите не се проблем, туку младите се реално инвестиција во еднината и тие се човечки капитал кој што ја дефинира одржливоста на нашето општество и дефинитивно дава еден социоекономски аспект во тоа да младите ги гледаме како можност, како шанса и како такви тие задолжително мора да се вклучуваат во сите процеси на носење на одлуки. Така да според мене дефинитивно младите го имаат главниот збор во државата и кога станува збор за она што значи за нив подобро денес и подобро утре, важно е да го задржиме тој тренд и важно е ние креаторите на политики, без разлика дали станува збор на централно или локално ниво, да ги слушаме на нив, да реагираме по она што тие имаат да го кажат, некогаш дури да бидеме и доблесни, да се повлечеме чекор назад, да ги реафирмираме нашите позиции и така да се впуштиме во креирање на општество по нивна мерка. Затоа што според мене е клучно и тоа го зборувам постојано, колку повеќе даваме шанса на младите луѓе да се вклучуваат во процеси на донесување на одлуки, колку повеќе се слуша нивниот глас. И она што е најважно, колку ние како институции и влада сме спремни тој глас што доаѓа од нив да го операционализираме во конкретна мерка, активност и политика, дефинитивно така и ќе обликуваме однината согласно нивните потреби. Има ли интерес кај младата популација, имајќи во предвид дека имам чувство дека некако младите се летаргични кога станува збор, ова се генерална слика, можеби и поголемиот дел, има и такви кои што се активни и сакаат да се слушне нивниот глас. Но имам чувство дека поголемиот дел од младите некако летаргични се кога треба да директно учествуваат во креирањето на политиките. Има ли интерес и како ги анимирате или ги мотивирате сепак да се вклучат во креирањето на одредени политики или пак да се слушне еве нивниот глас? Има ли канали? Кои се тие канали? Така, дефинитивно младите и формите на младинско организирање, согласно Законот за младинско учество и младински политики, им треба патогас како тие да се најдат во одредени важни општествени процеси и тоа треба да биде заложба не само на централната власт, на владата, туку тоа треба да биде заложба и на локалните власти, на бизнис сектор, тоа треба да биде заложба дури би рекол и на сите други важни чинители во општеството, затоа што понекогаш младите, иако можеби делуваат летаргично, но не можеме ние да ги оставиме на маргините на општеството и да чекаме тие да станат проактивни. Напротив,
ние како креатори на одлуки, како оние што веројатно треба да им понудиме решенија и можности, мора да најдеме креативни и инвентивни начини на вклучување во процеси на донесување на одлуки. Поборник сум на процес на децентрализација. И тоа ми беше следното прашање, со оглед дека често пати во помалите средини ќе кажат, креираат политики, ама и политики кои што им одговараат на нив. Како да се занемарува гласот на младите, например, од Валандово, Доиран, Богданци, Конче, Ново село, да не ги споменуваме се помалите општини. Како сето тоа планирате да го канализирате, да се децентрализира, да се слуша гласот на младите, иако можеби тоа младинското организирање треба да се поттикне за да бидат чинители и креатори? Баш како што кажав, за мене е најважно процесот на децентрализација, затоа што секој еден млад човек кога станува на Сабајле, прв чекор го има со заедницата од кај што доаѓа. И веројатно тука треба да се случат и се случуваат дефинитивно таквите промени. Врз основа на што го темелам ова мое мислење е на тоа што во 2020 се донесе законот за младинско учество и младински политики, прв од осамостојувањето на државата, и дефинитивно со ова го гарантираме учеството на младите во сите процеси на донесување на одлуки, со посебен аспект на локалните власти и на локалните политики. Во самиот закон се предвидува формирање на локални младински совети, формирање на младински центри, воспоставување на службеник за млади во секоја институција, определување буџет за млади, формирање на локална стратегија, и токму тоа беше нашиот мотив да дадеме шанса на сите млади, и кога зборувам за форми на младинско организирање, тука мислам на младински организации, организации за млади, неформални групи, подмладоци на политички партии, заедно да седат на иста маса со креаторите на одлуки, на локално ниво, на централно ниво, и заедно да ги димензионираат тие политики и прашања кои што се од интерес на младите луѓе. Има сериозно подмрднување на оваа тема, затоа што голем број од тие млади веќе се дел и седат на иста маса со носителите на одлуки и заедно го концепираат тој модел што се вика коменаџмент систем. Тоа е врвен демократски процес каде што на иста маса седат и носители на одлуки и представници на организации, и така ги прават тие политики и мерки за младите, затоа што и како влада обично се водиме од тоа дека токму младите знаат најдобро што е за нив младите. Без навреда, зборуваме често по возрастни се, но дефинитивно ако ги прашуваме младите и ако креираме политики кои што се од нивен домен, од нивен интерес, им се дава шанса, важно е да ги поттикнеме да соработуваат едни со други, да согледуваат позитивни европски практики, да го имат тој европски идентитет и да носат некои прогресивни трендови во општествата, дефинитивно преку формите и процесите што се предвидени во самиот закон, надоградени со позитивни европски практики и се дава шанса на младите луѓе. Апсолутно, има простор за делување уште многу, развиваме нови модели на вклучување, дали преку одредени процеси, преку некои дигитални алатки кои што на еден начин ќе има брза комуникација со носителите на одлуки и така да може да се случуваат тие промени во општеството. Малку да бидеме по-еластични. Велите со законот од 2020 треба во секоја локална самоуправа да има младински совети, колку што ве разбрат. Така. Во одредена општина. Значи, група на млади, неформална, може ли да инициира одредено прашање кој што ги засега нив како млади до општината, како иницијатива? Дали тоа значи дека во општините треба да биде прифатено тоа барање? Малку да појасниме, например, младите од населено место при општина Босилово со одредена иницијатива. Кој е оној пат да се канализира нивното барање или пак да се слушне нивниот глас? Токму тоа е и намерата на самиот локален младински совет, затоа што во дефиницијата по законот што е локален младински совет, ние викаме тоа е советодавно тело и застапувачко тело на младите од средината каде што доаѓаат. И целта на овој локален младински совет, процесот на формирање оди преку свикување иницијативен одбор, општината објавува јавен повик, па потоа да се изберат тие членови во рамки на локалниот младински совет, и токму тие се таа што викаме десна рака на градоначалникот и на советот на општината. Едноставно ниту една општина, ниту еден совет не може да има зијан кога станува збор за вакво тело, затоа што тоа е суштината на она што ние сакаме да го постигнеме. Директна и индиректна демократија на младите, без разлика дали се работи од урбана или рурална средина. Во самата дефиниција на локален младински совет, ние викаме, тие поднесуваат иницијативи, поднесуваат одредени програми и активности до советот на општината, се разгледуваат на самиот совет на општината и од таму извира заедничкото делување и на
совет и на локален совет на млади, и така се имплементираат активности и политики за млади. Кога зборуваме активности, не зборуваме активности за организирање на некој концерт, спортски натпревар, туку за креирање на локална стратегија за млади. По стратегија, подолгорочни И не само стратегија да биде на хартија, туку и акцијски план по кој што тие ќе делуваат. И сега тука иде моментот на таа соработка каде што градоначалникот општината треба да бидат подготвени и да кажат да, одлична иницијатива, одличен проект, одлична активност и ние сме спремни да ја поддржиме со таква и таква сума. Сега се надоврзувам на она што го кажав претходно. Затоа ние во општините предвидовме 0,1% од буџетот да биде предвиден за имплементирање на младински активности. И она што е многу различно од претходните концепти како биле воспоставени локалните младински совети е тоа што сега зборуваме дека тие се тело на општината, а не невладина организација. И тоа е разликата, затоа што ние даваме застапувачка моќ и даваме гласот на младите од различен бекграунд да биде слушнат и да се операционализира во конкретна мерка. А во тоа тело може да учествуваат, рековте, и граѓански организации кои што полето на десување младите, неформални групи, само иницијативно, едноставно да биде да партиципира и да биде запознаен со оние тековни политики, па заедно во соработка со првиот човек на општината, било која, да се носат одредени стратегии. Еден од каналите кои што мислам дека сакавте преку тој процес на децентрализација, отварање на младински центри, ако не се лажам, 8 беа првично, коригирајте ме, до каде е таа постапка? Дали почна да функционираат како дисперзирани на трешноста на државата, освен или оние локални младински совети, како младински центри? Ние ги викаме тие сервиси за млади и ги викаме локални младински совети е сервис на млади. Младински центри се сервиси на млади, канцеларија за млади се сервиси за млади. Младинските центри се предвидени да се отворат во секоја општина во државата и тоа ние ставивме рок затоа што активно учествува во изработката на законот. Во рок од 5 години општината да воспостави минимум еден функционален младински центар. И тоа го правиме со цел да ја поттикнеме благосостојбата на младите луѓе, да ги поттикнеме да градат социјални врски со заедницата, да соработуваат едни со други, да биде место каде што тие заедно ќе делуваат, ќе се дружат, ќе можат да прават промени, да аплицираат на проекти и слично. И тоа е интенцијата на младинските центри, да бидат место, каче каде што младите ќе се вклучени и заедно ќе ги прават промените. На почетокот се почна со имплементирање на пилот програма во 4 општини: Куманово, Кавадарци, Битола и Велес. Куманово и Кавадарци веќе имаат успешна приказна, завршени функционални младински центри со запазени сите процедури и постапки како што предвидуваат стандардите за квалитет за младински центри. И сега следен чекор е веројатно и во сите други општини тоа да отпочне како еден процес кој што за мене лично представува дека ќе биде како домино ефект, затоа што не постои општина и млад човек кој што не сака да има младински центар во самата општина. Генерално младинските центри ги формираат општините, а државата преку Агенцијата за млади и спорт ги помага преку електронски уреди и столарија, тоест во опрема. И тоа е баш намерата да не се сведува се на централно ниво, туку се да се случува во рамки на нивната заедница. Процесот за мене ќе биде успешен кога ќе кажеме дека некаде пола од општините во државата веќе имаат функционални младински центри и важно е и како држава, но и сите организации кои што се вклучени во тие процеси да ги поддржуваме таквите процеси. Пример јас имам, ме радува фактот што општина Струмица го почна тој процес, има донесена одлука на совет, се надевам дека во блиско време ќе биде имплементирана. Имав пред некој време разговори со градоначалникот на Новосело, каде што и тој ги почнува тие процеси. Во Валандово веќе имаме функционален младински центар, Дојран ги почнува таквите подготовки, така да мене ми е мило што југоисточниот регион покажува дека се грижи за младите луѓе и баш тоа што сакаме ние да го афирмираме како политики е дека и локалната власт, и централната власт наоѓаат заеднички јазик на соработка и така го градат тој концепт на младински центри. Тоа е тоа што веројатно ќе овозможи плюс можности за младите луѓе и ќе биде додадена вредност на се што представува можност за младите денес и можност за младите утре. Место каде што ќе може да го артикулираат својот глас на парче листи или пак да дебатираат одредена идеја, но и да добијат информации, бидејќи често пати ова од искуство велам
сум слушнал, но не знам за Еразмус плюс програмата. Така. Тоа е, предпоставам дека е една од улогата и можноста за учество во реализација на одредени младински проекти преку таа Еразмус плюс програмата кој што честопати ја слушаме. Доаѓаш од владата, колку пак владата како извршна власт ја дава поддршката на младите. Рековте дека во тој период од неколку години сте задоволни од тоа колку се креирани тие младински политики за да се слушне гласот на младите, но за возбрат, дали некако се поместуваат работите во делот на поддршка, дали ќе биде финансиска, дали ќе биде нешто друго, колку пак владата се грижи за да го напреди статусот на младите во државата? Так. Изминатиот период на безброј начини, одговорно тврдам дека владата имплементираше безброј политики, безброј програми и создаде, за мене оно што е најважно, демократски амбиент за младите да се чувствуваат сигурно и да гледаат шанса и можност да се развиваат овде. Но и овде да ги користат своите капацитети. Кога зборуваме за поддршка на младите, прво нешто што беше направено е тоа да институциите се отворат кон младите луѓе. Во една држава која што е аспирант за членка на Европската унија, каде што се доминантни европските вредности, демократските вредности, институциите мора да се отворени за младите луѓе. Тоа е најголемата придобивка што се случи изминатиот период. Да. Важно е, како втор елемент го ставам тоа што Агенцијата за млади спорт се отвори кон младите луѓе и таа не е веќе како што порано имаше тенденција да биде агенција за спорт. Сега зборуваме дека е агенција и за млади и за спорт, затоа што ова година има рекорден буџет за млади во однос на претходните години. Кога зборуваме за финансиска поддршка на младите луѓе, се имплементира политики и мерки кои што значат нивно директно вработување, нивно директна можност да отворат стартапи, нивна директна можност да развиваат IT вештини, затоа што и во рамки на тој оперативен план за вработување кој што ги има владата се предвидени сериозни мерки кои што значат поддршка за младите. Дали тоа се работи за само вработување, дали се работи за кредитирање, дали се работи за плаќање на придонеси, дали се работи за вклучување во рамки на младинската гаранција, дали се работи за поддршка преку субвенциониран студентски оброк, поддршка на млади земјоделци. Дали ќе имаме можност да кажеме дека младите веќе имаат шанса да бидат да го користат и бенефитот од практиканството во самата држава, затоа што тоа е веќе платена работа во периодот од кога следи од 3 до 6 месеци. Зборуваме за сериозни мерки кои што од една страна викаме дека го имаме партиципативноста на младите на високо ниво, поддршката во делот за нивна реализација е на високо ниво и тоа се мерки кои што го детерминираат учеството на младите во сите процеси. Дефинитивно само ако имаме среќни, задоволни млади, можеме да ги постигнеме сите резултати. Така е. Ќе се задржиме, ова е еден огромен сет на мерки кои што ги слушавте, кои што се насочуваат кон младите. Да се надоврзам на овие младински совети. Дали овие информации, утре задутре, кога ќе почнат да функционираат овие локалните младински совети, ќе бидат достапни по руралните средини, односно по локалните самоуправи. Бидејќи многу малку младите знаат за сите овие сет мерки кои што ги нуди владата за задржување и градење на сопствените капацитети овде во својата држава. Ова се огромни и за млади земјоделци, младинската гаранција што ги спомнавте, поддршка и во развивање стартап бизниси. Дали овие, една од улогите на тие локални младински совети ќе биде токму и пренесување на информациите од државно ниво на локално ниво што се нуди државата за младите во сопствената држава? Дефинитивно, тоа е веројатно што е нешто што е нужно да се направи час поскоро во државата, затоа што свесни сме дека имаме дискрепанца во однос на она што значи урбани млади, што значи рурални млади. Тоа сакав да Токму тоа е една од улогите на локалните младински совети. Но овде би ги додал дека мораме да ги користиме и лесовите во општините, службениците за млади назначени во секоја општина. Тие се токму тој извор на информирање каде што утре, не знам, зимам за пример општина Василево, ќе тропне некој млад човек. Службеникот за млади е тој кој што ќе каже: добар ден, имаме ние можности кои што ги нудиме во делот на самовработување преку оперативниот план за вработување. Службеникот за млади е тој кој што треба да ги има тие информации и да ги сподели со младиот човек. Истото се однесува и преку локалните младински совети.
Тоа не смее да биде затворена група. Тоа мора да биде отворена група каде што секој еден ќе има пристап и да се пронајде сами од себе си, но и токму за оние мерки кои што ги потенцира сега колку што дозволува времето, значат нешто за младиот човек, затоа што некој можеби ќе се пронајде во делот на дигитални IT вештини, некој ќе се пронајде во делот на младенски додаток, каде што секој млад човек до 23 години од производствени дејности добива месечно по 50 евра. Студентите, 40.000 студенти од државата добиваат по 2.400 денари месечно за субвенциониран студентски оброк. Тоа се веројатно информации кои што едно е да ги имаме ние на централно ниво, едно е да ги имаме за урбани млади, но веројатно и тоа е моја заложба на владата, што стои токму и во владината програма, е поттикнување на руралните млади да се вклучуваат во тие процеси на носење на одлуки, но и да имаат достапност до информациите како што имаат и младите од другите урбани средини. Апсолутно. Да. Еве, пособи дека сме нели аграрен регион. Имате подршка за млади земјоделци, а добар дел од младите не знаат ни каде да аплицираат, ниту пак како што се треба за да на пример да дојдат до таа подршка или пак за обнова на механизација, сега да не ги зборуваме. Ја спомнам младинската гаранција, тој проект мислам дека пред 2 години се не ме фаќа за збор, некако почна и Струмица беше еден од пилот проектите. Колку се задоволни од младинската гаранција? Што значи ова и дали се уште функционира? Така. Младинската гаранција е мерка која што ја имплементира државата, Република Северна Македонија, како прва држава што не е членка на Европската унија. И тоа е нешто што на нас искрено ни годи, но едно е да ти годи, друго е какви се резултатите. Од отпочнувањето на процесите како пилот проект од 2018 до сега, имаме успешност во рамки колку што е европскиот просек. Тоа е околу 33-34% успешност на мерката. Што вклучува младинската гаранција? Ги вклучува оние млади кои што ги нема на пазарот на трудот, кои што допарва влегуваат на пазарот на трудот, оние млади кои што имаат потреба од тренинг, дополнителни обуки и вештини, и тоа им го нуди младинската гаранција во рок од 4 години. Како за илустрација, за 2021 година околу 15.000 млади се вклучени во рамки на младинската гаранција и од нив околу 5.000 се вработени преку младинската гаранција. И тоа иде некој просек од околу 36-35%, за тоа дека мерката е успешна. Зошто е успешна мерката? Затоа што кога зборуваме за младинска гаранција, зборуваме дека има синергија и соработка меѓу институција, Министерство за труд и социјална политика, Агенција за вработување, и плюс овде имаме вклучување на Национален младински совет, имаме и уште една организација која што го дава тој импут кој што е потребен на државата, затоа што имаш теренски работници, има луѓе кои што одат во градови и ја промовираат мерката. И токму затоа таа младинска гаранција не прави уникатни во овој, го викам, Вестерн Балкан регионот, затоа што е единствена држава што не е членка на ЕУ, а успешно го имплементира овој процес. Имаме бројките постојано растат од година во година и сметам дека она што е клучно во наредниот период, како што спомнав и повторно и претходно, е да го ставиме фокусот на дополнителна промоција и афирмација на младинската гаранција, но не само во урбаните јадра, туку и во руралните места, затоа што има млади кои што секој млад сака да биде вработен, да си печели и слично, и има млади кои што сакаат имаат потреба од дополнителни вештини и обуки кои што ќе им овозможат полесно да се премостат во пазарот на трудот од процес на завршување на образование до вработување. Така да се работи за успешна мерка и тоа е едно што мислам дека од поголемите достигнувања на оваа држава. Низ тој процес на младинската гаранција сега пред малку го спомна таа дообука, преквалификација. Што говори праксата, ако рековте 30% се од вработувањата, дали од тие нови вработувања се и млади кои што завршиле, сега филозофски факултет, а знаеме дека се ограничени местата со филозофскиот факултет, дали имало и такви кои што имале дообука, преквалификација, нешто што ги интересирало и што имат афинитети, па се овозможило државата за да биде поконкурентна на пазарот на трудот. Дали има такви случаи, бидејќи знаеме за одредени профили презаситен е македонскиот пазар на труд, а за одредени има дефицит? Така, дефинитивно. Тоа е еден аспект каде што преку младинската гаранција се нуди вработување во рок од 4 месеци, а другиот аспект е што се нуди вештини, тренинзи, обуки, и она што е најважно, се следат модерните трендови, затоа што зборуваме за вештини и обуки кои што доаѓаат од IT и дигиталниот свет, она што сега е најбарана професија. Но она што е сепак важно е тоа што конечно кај нас се прави план за она што ние го имаме како ресурс, но и она што е побарување на пазарот на трудот. Токму во рамки на тој
план за вработување, донесен е и закон за практиканство од 2019 година, кој што вика, младиот човек со овој закон се возможува полесно премостување на во делот од завршување на образование до наоѓање на работа. Што значи тоа? Во рок од 3 месеци. Така. Практикантот, младиот човек, кој оди кај некој работодавач да извршува одредена работа, работодавачот е обврзан да му дава околу 100 евра месечно. Ако го задржи повеќе од тие 3 месеци до 6 месеци, мора да добие плата во висина колку што е минималната плата во државата. Тоа е важно, затоа што по овој процес по завршување имаме млади кои што имаат вештини, имаат осетено практична работа и тие се подготвени за пазарот на трудот, а од друга страна работодавачите добиваат млади кои што ќе испорачаат резултати и веројатно подобра иднина за сите. Тоа е тоа. Да сменуваме, да ја менеме таа навика дека нели завршено едно образование, дека мораме да останеме туку, треба да бидеме прилагодливи на потребите на пазарот на трудот. Првиот човек на Струмица, мислам минатиот месец, ако не се лажам, на пресконференција кажа дека во постапка е Струмица да аплицира за Европска младинска престолнина. Со оглед дека сте советник за млади и младински политики, да се задржиме. Што ќе значи тоа за Струмица и за младите? И воопшто, мислам дека тоа да бидеш Европска младинска престолнина не е мал епитет. Не, дефинитивно со Коста имаме одлична соработка и мило ми е што имам можност, колку што ми дозволуваат и работните ангажмани, да дадам мој придонес во ова за мене фантастична работа и тоа е дефинитивно еден голем пиетет за Струмица кога зборуваме да биде рамо до рамо со други европски младински престолнини. Ако се знае дека претходно тоа е бил Солун, Варна, сега е Тирана, до година е Клајпеда, Люблин, зборуваме за градови кои што се дефинитивно срцето на Европа и Струмица да ја ставиме на тоа рамниште, на таа карта е дефинитивно поголема сатисфакција од тоа нема. Европската младинска престолнина е титула која што ја дава Европскиот младински форум, најголемата организација на национални младински совети во Европа и зошто е слатка таа награда да ја имаш како Европска младинска престолнина е тоа што доаѓа од младите луѓе. И токму тоа ја прави различно од сите други, затоа што сите млади кои што се вклучени во овој процес на подготовка на апликација, на подготовка на активности, на спроведување на разни мерки и активности, токму тоа е убавината на ова титула што да не бидам ајде прескромен, ама очекувам Струмица да биде Европска младинска престолнина затоа што има фантастични услови за младите луѓе, близината со блиските држави, со соседните региони, така да тоа ни отвара широк спектар на можности. Отвара ли можности за мрежување со младински организации од другите престолнини, па заедничко аплицирање пред фондовите на Европската унија и ред други програми кои што се за младите од Европа? Дали се до тоа отвара, бидејќи, сепак можеби ќе го добиеме таа престолнина. Што ќе значи за младите кои што живеат овде, кои што се организирани, кои што сакат да ги менуваат одредени политики? Тоа ќе значи плюс можности за младите луѓе, плюс шанси за младите луѓе, можност пред се да видат како е да се соработува со други врсници, млади, форми на младинско организирање кои што доаѓаат од рамки на членки на Европската унија. И она што е многу јасно, младите овде ќе можат да градат европски идентитет. И токму користењето на овие фондови што се од нашите соседни држави, користењето на фондовите кои што ги има Erasmus Plus програма и сите други програми внатре, ќе бидат додатен импулс на сето она што значи младите да видат што значи да се биде врсник со друг врсник од Европската унија, како е да ги користиме заедничките придобивки. Но и да црпат искуства. Дефинитивно. Практиките и позитивните искуства што ги има таму ќе бидат плюс можност за нашите млади. Но она што е важно е дека токму оваа титула дава шанса да развиваме политики и можности во различни области. Спорт, култура, образование, зелени политики, предприемништво, така да тоа е одлична можност и убеден сум дека со целиот капацитет што го има и општина Струмица, градоначалникот Костадинов е млад човек кој што ги знае потребите на млади, мислам дека тоа ќе биде една успешна приказна. За крај уште едно прашање, Тасев, вие заедно со можам да ги спомнам Бандулова, Милушев, ако не се лажам, сте амбасадори на ЕДИН мрежата, односно Европската младинска мрежа, ако добро се изразив. Тоа беше во Тирана, ако не се лажам, или грешка сум, сега коригирајте ме. Што значи тоа да бидеме дел од таа ЕДИН мрежа? Покрај ова се што зборувавме до сега, тоа е една мрежа European Youth Democracy Network, која што е поддржана од страна на ИРИ и на NDI
и пред се однесува на оние млади луѓе кои што се спремни да прават промени во заедницата. Луѓето кои што ги наброевте се пред се одлични млади луѓе кои што оставиле трак овде во заедницата, но од друга страна најголема сила на оваа мрежа е тоа што има диверзитет самата мрежа, затоа што внатре сме вклучени луѓе од различни профили. Кој доаѓа од политичка партија, кој доаѓа од граѓански сектор, кој доаѓа од институции, кој доаѓа како експерт за млади, кој доаѓа од некои неформални групи и токму преку Европската мрежа самиот слоган на мрежата е Change Makers. Целта е да се потикнат младите да прават промени и тие да бидат модели кои што ќе ги следат другите млади. Има одличен потенцијал оваа мрежа и мило ми е што успеваме веќе да ја правиме препознатлива за младите, не само во државата, туку и во другите 23 држави каде што самата мрежа е присутна и поддршката што ја добиваме и од самиот, како да кажам, естаблишмент на самата мрежа значи многу, не само за нас како членови, туку и за државата, затоа што отвора и нови перспективи и на дело се покажува дека кога младите се мотивирани и кога имаат шанса да направат промена, тоа го прават. И убеден сум дека во периодот што предстои ќе бидат вклучени многу други млади луѓе кои што ќе прават промени во заедницата од кај што доаѓаат. Се надевам дека во периодот што предстои младите ќе бидат многу подалеку поактивни, нека затрупат на вратата на локалните младински совети, нека си го кажат своето мислење, предлози, идеи и така натаму, нека бидат дел од да бидат партиципанти во креирањето на локалните политики. Тасев, јас ви благодарам, се надевам дека младите добија одредена информација што е она што како држава нуди за младите во нашава земја, што можат да искористат како предности и сет мерки кои што ги има државата посветени на младите. Уште еднаш благодарност за вашето гостување. Вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте во изминативе 30 на минути, можеби и повеќе. Ѓорги Тасев, советник за млади и младински политики при македонската влада, гостин во емисијата Визави. Секој добро.